Пепелашка. Еднаш си живееше еден благородник кој се прежени и зеде една жена што беше најдигноглава и најнадуена од сите жени што ги видел некој некогаш. Таа имаше две ќерки што беа исти како неа и поселичеа на неа. И мажот имаше една ќерка, но таа беше бескрајно добра, бидејќи се имаше метнато на мајка си, која беше најдобра жена на светов. Веднаш по свадбата, маќијата почна да го покажува својот лош карактер. Таа не можеше да ги поднесе добрите особини на таа девојка, покрај која незините ќерки станаа уште поомразени. Ја натера да ги врши најтешките домашни работи, да ги мие садовите, да ги брише скалите и да ги чисти собите на господјата и на незините ќерки. Спиеше во најгорниот дел од куќата, на таванот, на една лоша сламарица, додека незините присестри беа сместени во соби со паркет, во кои имаа најмодерни кревети и огледала во кои можеа да се огледуваат од глава до петици. Кутрата девојка стрпливо го поднесуваше тоа и не се осмелуваше да му се пожали на татка си, кој би ја искарал бидејќи беше целосно под власта на жена си. Кога ќе ја завршеше работата, таа одеше кај огништето и седнуваше во пепелот, и поради тоа во куќата обично ја викаа пепеларка. Помладата присестра, која не беше толку злобна како постарата, ја викаше Пепелашка. Но и покрај своите бедни алишта, Пепелашка беше 100 пати поубава од своите присестри, иако тие беа прекрасно облечени. Еден ден, кралскиот син приреди бал и ги покани сите благородници. И двете наши госпогици беа поканети, бидејќи беа многу значајни личности во тој крај. Тие беа пресреќни и почнаа да избираат алишта и фризури што ќе им стојат најубаво. Тоа беа нови маки за Пепелашка, бидејќи требаше да ја пегла долната облека на своите присестри и да им ги набира ракавите. Тие зборуваа само за тоа како ќе бидат облечени. Јас ќе го облечам фустанот од црвено кадифе и ќе го ставам накитот од Англија, рече постарата. А јас, рече помладата, ќе носам обична здолница, но ќе ја облечам на метката со златни цветови и ќе го ставам диамантскиот ѓердан што не е толку лош. Викнаа добра фризерка за да им направи капчиња со 2 рога и купија вештачки бенки од добра мајсторка. Ја викнаа Пепелашка за да се посоветуваат со неа, бидејќи таа имаше добар вкус. Пепелашка им даде најдобри совети, па дури се понуди таа да ги исчешла, а тие со задоволство прифатија. Додека ги чешлаше, тие и рекоа: Пепелашке, би сакала ли и ти да одиш на балот? Ах, госпогици, вие ми се подбивате, тоа не е за мене. Имаш право, сите би се смееле кога би виделе една пепеларка на балот. Некоја друга, на местото на Пепелашка, би ги исчешлала наопако, но таа беше добра и ги исчешла прекрасно. Тие најадеа ништо речиси 2 дена, толку беа занесени од радост. Искинаа повеќе од 12 врвци додека се стегаа за да имаат потанки половини и непрестајно стоеја пред огледалото. Најпосле дојде среќниот ден. Тие заминаа, а Пепелашка ги следеше со поглед, се додека можеше. Кога тие и се изгубија од погледот, почна да плаче. Незината кума ја виде расплакана и ја праша што ие. Многу би сакала. Плачеше толку многу, што не можеше да заврши. Кумата, која беше самовила, и рече: Многу би сакала да одиш на балот, нели? Ах, да, рече Пепелашка, воздивнувајќи. Па добро, ќе бидеш ли добра девојка? Рече кумата. Јас ќе ти помогнам да отидеш на балот. Таа ја одведе во својата соба и рече: Појди во градината и донеси ми една тиква. Пепелашка веднаш отиде и ја скина најубавата тиква што ја најде и ја однесе на својата кума.
не сваќајќи како ќе помогне тиквата да отиде на балот. Кумата ја издлаби тиквата, оставајќи ја само корупката, ја допре со своето волшебно стапче и таа се претвори во прекрасна позлатена кочија. Потоа погледна во стапицата за глувци и во неа најде 6 живи глувци. И рече на Пепелашка да го подигне капакот на стапицата и секој глушец што ќе излезеше, таа го допираше со волшебното стапче, а тој веднаш се претвораше во убав коњ. Така добија убава запрега од 6 коњи, со прекрасна сива боја со бели дамки. Бидејќи кумата се мислеше од што да направи кочијаш, Пепелашка рече: ќе видам да не се фатил во стапицата некој стаорец, него ќе го направиме кочијаш. Имаш право, рече кумата, оди види. Пепелашка ја донесе стапицата во која имаше 3 големи стаорци. Само вилата одбра еден од нив заради неговата голема брада и кога го допре, тој се претвори во голем кочијаш што имаше едни од најубавите мустаки што ги видел некој кога и да е. Потоа кумата и рече: појди во градината, таму ќе најдеш 6 гуштери крај кантата за вадење, донеси ми ги. Туку што ги донесе, кумата ги претвори во 6 убави лакеи, кои веднаш се качија одзади на кочијата, во своите шарени алишта и застанаа таму не баре цел живот не правеле ништо друго. Тогаш самовилата и рече на Пепелашка: еве како ќе одиш на балот, задоволна ли си? Да, но зарем ќе одам ваква, со моиве стари алишта? Кумата само ја допре со своето волшебно стапче и истиот миг незините алишта се претворија во златни и сребрени и шарани со скапоцени камења. Потоа и даде едно рало крзнени пантофли на љубави на светов. Откако беше издотерана така, таа се качи во кочијата. Но кумата посебно и препорача да не се задржува по полноќ, предупредувајќи ја дека ако остане еден миг подоцна, незината кочија пак ќе стане тиква, коњите глувци, лакеите гуштери, а убавите алишта ќе го добијат својот поранешен изглед. Таа и вети на кумата дека сигурно ќе си замине од балот пред полноќ. Потоа тргна смајана од радост. Кралскиот син, кога го известија дека туку што пристигнала една прекрасна принцеза што никој не ја познава, отиде да ја пречека и подаде рака да слезе од кочијата и ја одведе во салата во која беше целото друштво. Тогаш настапи длабока тишина. Престанаа да играат, а виолините молкнаа. Сите ја гледаа внимателно прекрасната убавина на непознатата. Се слушаше само нејасно шушкање. Ах, колку е убава! Дури и кралот, иако беше многу стар, непрестајно ја гледаше и рече тивко на кралицата дека одамна не видел толку убава и миловидна девојка. Сите господи внимателно гледаа како е исчешлана и облечена, за да можат уште утретента и тие да се исчешлаат и да се облечат така, само ако најдат толку убави ткаенини и толку вешти мајстори. Кралскиот син ја смести на најпочесното место, а потоа ја одведе да танцуваат. Таа танцуваше толку убаво што уште повеќе се восхитуваа. Донесоа прекрасна закуска, од која младиот принц не касна ништо. Толку многу беше занесен гледајќи ја неа. Таа седна до своите присестри и ги обсипуваше со љубезност. Ги подели со нив портокалите и лимоните што ги подари принцот, а тие многу се зачудија бидејќи не ја познаа. Додека тие и се восхитуваа така, Пепелашка слушна дека отчука 11 часот и 3/4. Веднаш му се поклони длабоко на целото друштво и си замина колку што можеше побрзо. Штом стигна дома, ја побара својата кума и откако и заблагодари, и рече дека би сакала и утре да оди на бал, бидејќи кралскиот син ја покани. Додека раскажуваше на кумата се што се случи на балот, двете присестри тропнаа на вратата. Пепелашка отиде да им отвори. Колку доцна се задржавте? Им рече, продзевајќи се.
триејќи си ги очите и протегајќи се. Не баре тогаш се разбудила, иако воопшто не се спиеше откако се разделија. Да дојдеше на балот, и рече едната присестра. Немаше да ти биде здодевно. Дојде најубавата принцеза што ја видел некој кога и да е. Беше многу љубезна кон нас, ни даде портокали и лимони. Пепелашка беше пресреќна. Ги праша за името на таа принцеза, но тие ја одговорија дека никој не ја познава, дека кралскиот син е на голема мака и дека би дал се на светов за да дознае која е таа. Пепелашка се насмевна и им рече: Значи, била многу убава? Господи, колку сте среќни вие. Ах, господице Жавота, позајми ми го твојот жолт фустан што го носиш секој ден. Навистина, рече господја Жавота, јас мислам така. Те го поземам својот фустан на грдата пепеларка. Би требало да бидам навистина луда. Пепелашка очекуваше дека ќе биде одбиена и воопшто не беше жал, бидејќи ќе се најдеше во голема непријатност ако присестрата се согласеше да го позајми својот фустан. Утредента двете присестри отидоа на бал, а и Пепелашка, но сега беше накитена уште поубаво отколку првиот пат. Кралскиот син цело време беше со неа и непрестајно обсипуваше со нежни зборови. На младата госпогица воопшто не и беше здодевно и го заборави предупредувањето на кумата, така што мислеше дека уште не е 11 часот, кога слушна дека почна да отчукува полноќ. Таа стана и избега лесно како кошута. Принцот се загна по неа, но не успеа да ја стигне. И испадна едната крзнена пантофла, а принцот грижливо ја зеде од земјата. Пепелашка стигна дома зазбивана, без кочијата, без лакеите и во своите стари алишта. Не ја остана ништо од незината величественост, освен една малата пантофла, чевличката, чифтот на она што ја испадна. Ги прашаа стражарите на портата од палатата дали виделе да излегува една принцеза. Тие одговорија дека виделе само една лошо облечена девојка, која повеќе личела на селанка отколку на госпогица. Кога се вратија од балот двете присестри, Пепелашка ги праша дали пак се забавувале убаво и дали пак била таму убавата госпогица. Тие и рекоа дека дошла, но избегала кога почнало да очукува полноќ. И тоа трчало толку брзо што испаднала едната крзнена чевличка, најубавата на светот. Дека кралскиот син ја зел и непрестајно ја гледал до крајот на балот и дека е сигурно многу влюбен во убавицата на која ја припаѓа малечката чевличка. Тие ја кажаа вистината, бидејќи неколку дена подоцна кралскиот син разгласи со труба дека ќе се ожени за она на која ќе и биде точна пантофлата. Најнапред им ја пробаа на принцезите, потоа на воеводките и на сите дворјанки, но попусто. Ја однесоа кај двете присестри, кои сторија се што можеа да ја обојат чевличката, но не успеаја. Пепелашка, која ги гледаше и ја позна својата пантофла, рече смеејќи се: Дајте да ја пробам јас, да не ќе ми биде точна. Присестрите почнаа да се смеат и да й се подбиваат. Благородникот што ја носеше пантофлата, ја погледна внимателно Пепелашка и кога виде колку е убава, рече дека така ќе биде праведно и дека има наредба да им ја проба чевличката на сите девојки. И рече на Пепелашка да седне и кога ја приближи чевличката до незиното мало стапало, виде дека таа ќе ја обое без мака и беше точна како да е скроена за неа. Двете присестри беа вчудоневидени, но уште повеќе се зачудија кога Пепелашка ја извади од джебот другата чевличка и си ја обо. Тогаш дојде кумата, ги допре со волшебното стапче лиштата на Пепелашка и тие стана поубави од кога да било дотогаш. Тогаш двете присестри ја познаа убавицата што ја видоа на балот. Се фрлија пред незините нозе молејќи ја да им прости за сите маки што ги претрга заради нив. Пепелашка ги дигна и им рече, прегрунувајќи ги, дека им проштева од се срце и дека ги моли да ја сакаат секогаш.
Така накитена ја одведоа кај младиот принц. Нему му се виде уште поубаво отколку порано и по неколку дена се ожени за неа. Пепелашка, која беше добра исто колку што беше убава, ги смести своите присестри во палатата и истиот ден ги омажи за двајца големи дворски господа.